Така му било пишано, гробот да си го сони. В срце го плукна Прокоба, стегајки в гнев тупаница. Имаш ли доволно гробје, ој Македонија? Покрвава за уште една рана баница. Со овие стихови, познатиот македонски поет Гане Тодоровски ја започнува својата антологиска песна 4. мај 1903. Инспирирана од загинувањето на апостолот на македонското револуционерно движење Гоце Делчев. И еве сме почитувани поради тој 4. мај 1903, поради таа злокобна баница и конечно поради македонската светост Гоце Делчев. Повторно исправени пред вистината и биднината помеѓу минатото, сегашноста и иднината наша. Повторно сме тука да го одбележиме денот на прераната смрт на Делчев, еден од најтраорните денови во македонската историја, и да му направиме честување на великанот какво што само тој заслужува. Зошто? Затоа што Гоце Делчев не е било кој. Затоа што Делчев е еден, единствен и неповторлив. И затоа што Делчев, најмногу од сите, остави длабоки и неизбришливи траги во македонскиот историски временов. Токму затоа, за Гоце Делчев заборав не смее да има, ниту од нас, ниту од поколенијата после нас, најмалку од целиот македонски народ. Тоа е така и треба да биде така. Затоа што, почитувани граѓани, еве и после 119 години, од тој 4. мај 1903 година, раната во душата македонска се уште останува незацелена. Таа се уште боли, се уште пече и се уште тлее како неугаснат оган. Нема да постои мелем за таа рана, се дури постои го целиот аманет во нас и се дури постоиме ние, како негови потомци. И кога си спомнуваме за него, тогаш постојано треба да се потсетуваме дека зборуваме за кукушанецот Ѓорги Делчев, роден 4. февруари 1872. Зборуваме за синот на Султана и Никола Делчеви, за братот на Руша, Тина, Велика, Елена, Цоца, Димитар, Милан и Христо, за ученикот во Солунската машка гимназија, за воевниот питомец во Кнежевското воено училиште во Софија, за учителот во Штипско Новосело и директорот на училиште во Штип. И уште зборуваме за еден од втемелувачите на тајната македонско-одринска револуционерна организација, за еден од двајцата креатори на Уставот на Тмор, за борецот против врховизмот, за организаторот на четите на организацијата, за оној кој го презираше национализмот, шовинизмот и етничката омраза. Но спомнуваме и за социјалдемократот, херојот, апостолот, идеологот, војводата, револуционерот, водачот, деецот и визионерот и стожерот на револуционерното движење. Но зборуваме и за противникот на предвременото кревање на востание. Ете таков бил Гоце Делчев, кој живеел само 31 година, но сторил толку многу за татковината, колку што многумина не би успеале за целото свое животно столетие. За него може да се зборува со часови, денови и пак ќе останат многу нешта недоречени. Но денес, почитувани граѓани, кога го одбележуваме денот на неговата смрт, не сме само тажни поради тој 4. мај 1903 година. Туку сме дополнително тажни, што и по 119 години од неговото загинување, некој повторно,
по кој знае кој пат, се обидува да ги подкрене неговите коски, не оставајќи го да почива во мир. Како да нема спас за Гоце дури и во дворот на црквата Свети Спас. Како да нема за него спокој и по неговата дамнешна смрт. Зарем треба, почитувани граѓани, да стане Гоце од гробот за да му каже на овој Балкан и на овој свет кој бил, што бил, чив бил, зашто и за кого Гоце се борел. За жал, и по толку многу години, од Гоцевата мисла, јас го разбирам светот единствено како поле за културен надпревар помеѓу народите, тој останува неразбран за оние кои упорно водат недостоен надпревар за кавга помеѓу народите. Делчев, почитувани граѓани, не може и не смее да биде монета за подкусурување. Тој со своите социјалдемократски и визионерски погледи на светот треба да биде пример за многу регионални политичари кои се представуваат себе си за напредни европејци, а всушност се скарани и со векот во кој живеат, а најмногу со европските принципи. Но таквите луѓе ќе се согласиме сите кои со секојдневни провокации тренираат фризирано политиканство за билдање на своето его, не го заслужуваат нашето денешно внимание. Тоа внимание, почитувани граѓани, треба да го насочиме кон самите себе, во нашиот двор, овде, сега и веднаш. Мора да разбереме дека како никогаш порано ни е потребно обединување по сите можни основи. Само така, заедно и обединети, ќе можеме максимално да се спротивставиме на секој злонамерен обид за атак врз нашето достоинство, врз нашиот идентитет и врз нашиот интегритет. И ќе се согласиме дека не може еден ден да го ставаме Гоце во уста за дневно политички интереси, а веќе утре да пееме песни величајќи ликови против кои самиот Гоце се бори. Не може Гоце некому да биде алатка за покривање на своите домашни фрустрации, проблеми и нереални политички амбиции. Тоа важи за нас, но важи и за нашите источни соседи. Или ќе бидеме единствени и честни пред самите себе, или ќе бидеме жртви на заблудите кои ќе не вратат сите во времето на поделбите во светата организација. Почитувани граѓани, Делчев и тогаш, уште на крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, повикувал на обединување, но не сите тргнале по неговата визионерска патека. А денес, во 21-виот век, Европа го живее таквото обединување како своевиден копипаст на Гоцевото разбирање на светот. Но истата таа Европа, обединета Европа, која се повикува на мотото еднакви во различностите, мора широко да ги отвори своите очи за да разбере дека ниту една земја, макар таа била членка на големото европско семејство, не смее да манифестира надмоки и да се изживува врз помала земја, 3-деценијски аспирант за членство во Европската унија. Затоа што Гоцевата идеја од времето е многу поголема од идејата за Европска унија. Замислете сето тоа под превезот на божемно добросетство и некакво братство. Кусо нека ни е, почитувани граѓани, такво братство, урнек на братството меѓу Каин и Авел. И ние сакаме да бидеме еднакви во различностите, но тие различности мора да се прифатат и да се почитуваат. Оти ние македонците не сме сирачиња најдени на патот, оти жива е се уште нашата мајка. И ќе биде жива се дури заеднички сите до еден,
не се погрижиме тоа така да остане. А Гоце, тој наш Гоце не смее да биде ставен на преговарачка маса. Не смееме заеднички да дозволиме масата за преговори да ја претвориме во хируршка маса, на која јунакот ќе се секцира, ќе се парчи или ќе се дели. Времето на таквите маси, почитувани граѓани, одамна е станато, минато, свршено време. Време кое имаме обврска ние сите заедно, да не дозволиме и да не го повампириме. И нека знаат сите до еден, дека Гоце не е само овде позади мене. Преку овој монументален споменик во бронза, кој е всушност најголемиот споменик на Делчев во Македонија. Гоце е насекаде околу нас, а најмногу во крвотокот на секој еден македонец. Дури и да не стават во некаква машина за промена на крвта, пак ќе остане во вените наши по некое крвно зрнце од кое ќе се намножат многу. И пак Делчев ќе поминува низ нашите срца. Почитувани присутни, почитувана Струмицо, ова моје обраќање до вас не е само говор на емоции, туку и говор на разумот со поглед на вистината и пониднината, но и јасна порака до сите политички чинители во државата. Оти мораме, обединети во вистината, да чекориме напред и никому да не дозволиме да ни се загрози нашето заедничко чекорење. Верувајте дека се потребни многу лопати за да се погреба вистината. Таа кога тогаш ќе излезе на површина. До тогаш мора да бидеме трпеливи и ние, но и Делчев. Ние, Гоцевите потомци, и понатаму ќе си спомнуваме за апостолот и секогаш ќе го читаме напишаното за него, меѓу кое и песната на големиот Гане, 4 мај 1903, која завршува со стиховите: друга смрт, таква ти не ќе дочекаш скоро. На таков твој заљубеник што само тебе те има. Ој неразвенчана Гоцева изгоро, ој Македонијо, ој рано многоимена. Ви благодарам.